Почитување, изјаснувањето на граѓаните по пат на референдум е демократско право загарантирано со Устав. Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните јасно пропишува и уредува во член 36 дека доколку најмалку 20% од граѓаните се потпишат на иницијатива за референдумско изјаснување, истото мора да им се овозможи и да се одреди датум од страна на Советот. Општина Неготино, градоначалникот Тони Делков и советниците од СДСМ на неготинчани им гоускратија основното демократско право да се произнесат на референдум за изградба на депонија во Неготино. Тони Делков, за повисоки своји лични и партиски интереси, а можеби и бизнис интереси, одлучи спротивно на волјата на граѓаните да не распише референдум за да му окажат своето мислење. Дали Тони Делков одлучи да ги труе граѓаните со депонијата, што ќе се справи спротивно на волјата на граѓаните? Неготинчани собраа над 3300 потписи за одржување на референдум, со што ги исполнија законските рамки согласно законот за над 20% од граѓаните да се потпишат. Имајќи во предвид дека во Неготино живеат околу 15.000 граѓани кои се запишани во избирачкиот список, тоа следи со одлука на Советот по собирање над 3300 потписи. За жал, Тони Делков и советниците не дозволија да се одржи референдум и прославија победа. Победа која многу брзо ќе им се претвори во пораз на 12 април. Бидејќи законот предвидува дека референдум мора да се одржи најмалку 25 дена, а најмногу 40 дена од објавување на одлуката за референдум во општинско гласило, има време, уште неколку денови, Советот повторно да се состане и да се одреди датум за одржување на референдум. И до 12 април граѓаните на општина Неготино да го кажат својот став во однос на ова прашање. За личен и партиски интерес, Тони Делков и СДСМ здравието на граѓаните го занемарија и го ставија настрана. Во истата општина, тие планираат без разлика тоа што државниот правобранител ја поништи одлуката за продажба на државно земјиште за изградба на депонија. Всушност, со нивната последна одлука на Советот, тие само ја стопира изградбата на депонија во Неготино, а не ја прекина и стопира целосно. Што значи ова? Ова значи дека во иднина, односно по 12 април и завршување на изборите, градоначалникот Тони Делков и советниците од СДСМ можат на потенцијалниот инвеститор да му дадат друга парцела за изградба на депонија. Имено, во првичните планови на градоначалникот било 25 години депонијата да биде на парцелата која што беше сега предвидена, а следните 25 години депонијата да се премести на парцелата до предвидената сегашна парцела. Тони Делков и СДСМ да не ги лажат граѓаните на Неготино дека стопирале изградбата на депонија и да им го овозможат уставно загарантираното право да го искажат своето мислење на референдум. Ви благодарам.